Петочно издание на регионалните вести. Децата од детската градинка Младост во Тетово го одбележаа 16 октомври Светскиот ден на храната. Тие денес учеа за важноста на здравата храна и незиното консумирање. Што јадете вие денес? Оваа чинија што е пред вас содржи овошји плодови. Овошјето, деца, знаеме, секојдневно разговараме за овошјето, бидејќи секојдневно и го јадеме овошјето во нашата градинка. Знаеме дека овошјето е многу здраво. Токму со овошна салата за појадок, дечињата од детската градинка Младост во објектот Спортски во Тетово ги започна активностите со цел одбележување на 16 октомври Светскиот ден на храната. Преку забава и едукација учеа за важноста од секојдневна консумација на овошје и зеленчук, и тоа од најрана возраст, што е неопходно за здрав раст и развој. Денеска е Светскиот ден на здравата храна. Овој ден го празнуваме секоја година, го обележуваме со најмалите, значи во детска градинка. Детската градинка Младост денеска спреми неколку активности со кои дечињата ќе се запознаат со важноста од здравата храна и понатаму ќе го следат здравиот живот. Децата денес ќе конзумираат здрава храна, како што е застапена и секојдневно во нашата градинка, и неколку активности со кои го препознаваат овошјето и зеленчукот. Во дворот во градинката имаме екоградина, во која екозеленчукова градина, значи таа градина има само зеленчук, во која децата активно учествуваат од обработување на почвата, од сеење, копање, плевење, па се до собирање на плодовите. Истите плодови пред неколку дена ги собравме и направивме зимница. Здравата исхрана е услов за добро здравје и виталност. Посебно е важен внесот на витамини и минерали, кои најмногу ги има во свежото овошје и зеленчук. Што учевте денеска вие? За овошје и зеленчук. А овошјето и зеленчукот во што спаѓаат? Во здрава храна? Да. И дали е битно да се јаде здрава храна? Да. Ова е вук, се прави салата и манџа. Јаболко. Дали јаболкото е овошје или зеленчук? Овошје. Ја имам тиквица и по боја зелена. Зашто се користи тиквицата? За манџа. А кажи ми, зашто е важно да се јаде здрава храна? Зашто може да оздравиш. Пред неколку дена вработените заедно со дечињата ги собраа плодовите од нивната екоградина, кои сами ги засадија во дворовите на згрижувачките објекти и од нив направија зимница. Проектот во кој минатата година се вклучи јавната установа Детски градинки Младост од Тетово има за цел да ја подигне еколошката свест кај децата и да се развијат навиките за чиста околина и грижа за природата, а воедно децата да учат за растенијата, но и за важноста на здравата исхрана. Ние ги собравме веќе пиперките за да правиме зимница, но овие малите се сега што викнале, поцрвенеле. Раст од нашата градина што сами го посеавме, сами го негувавме, сами го одгледувавме. Тоа е кромесче. Светскиот ден на храната е ден на акција против гладот. Овој ден се слави од формирањето на Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство на 16 октомври 1945 година во Квебек, Канада, за да се потсети на важноста на храната, проблемот со недостигот на храна во светот и борбата против гладта. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Направени потребните подготовки за грејната сезона во училиштата и градинките на територијата на општина Гостивар. Од секторот за образование гарантираат дека просториите за децата во текот на зимата ќе бидат топли. Училиштата и детските градинки на подрачјето на Гостивар зимава ќе имаат доволно огрев.
Од општинскиот сектор за образование велат дека пред календарскиот почеток на грејната сезона, 15 октомври, ги направиле сите потребни подготовки за топли училници престојната зима. Нафтата и огревното дрво ќе се доставуваат според барањата и потребите на училишните управи. На територијата на гостиварската општина функционираат 11 основни централни училишта, 20 на периферни, 4 средни школи, како и 3 јавни детски градинки. Затоплувањето на сите овие образовни и згрижувачки установи, кои ги посетуваат околу 11.000 деца, е обврска на локалната самоуправа. Поголемиот дел од училиштата имаат централно грејење и користат нафта, додека огревно дрво е потребно само за мал број објекти. Како што знаеме, грејната сезона започнува на 15 октомври. Ние како општина на време сме ги презеле сите мерки за ова сезона не наоѓа подготвени во однос на грејењето на образовните институции на општинско ниво. На време сме ги направиле сите постапки за снабдување со горива, именно нафта и огнено дрво, кои ќе им бидат потребни на сите основни средни училишта и јавните детски градинки во општина Гостивар. Точните количини на огрев од сега не може да се определат, велат од општината, затоа што се зависи од временските прилики и тоа каква ќе биде зимата. Грубите проценки и претходните искуства говорат дека за грејење на гостиварските училишта ќе се потрошат околу 500 тони нафта. Од денес па до недела на Државниот универзитет во Тетово се одржува меѓународна конференција на тема религијата и насилството. На конференцијата присуствуваше министерот за образование и наука Абдулачи Мадеми. На Државниот универзитет во Тетово од денес па до недела во соработка со два австријски универзитети од Виена и Инсбрук се одржува меѓународна научна конференција на тема религијата и насилството. На конференцијата присуствуваше министерот за образование и наука Абдулачи Мадеми. Адеми посочи дека иако религиите во суштина го исклучуваат насилството и криминалот, факт е дека тие често стануваат причина за криза и големо крвопролевање, како што се случувањата на Блискиот Исток, каде што се инкриминирани монотеистички религии и нивните секташки поделби. Образовните и верските активности на албанците и другите припадници на исламската вероисповед во Македонија се тесно поврзани со установите на исламската верска заедница, односно медресето и факултетот за исламски науки во Скопје. Како што посочи Адеми, Министерството оваа година издвои 65.000 евра, а следната година ќе издвои 100.000 евра. Со оваа директна помош на Факултетот за исламски науки во Скопје повеќе нема потреба студентите да студираат на разни места, односно на Блискиот Исток, каде што покрај безбедноста често стануваат плени на пропаганда на различни увозници на култури неспоиви со нашата култура и несоодветни за овие простори, изјави Адеми. Во своето обраќање пред присутните, ректорот на Државниот универзитет во Тетово Вулнета Мети изрази надеж дека конференцијата на која учествуваат научници од повеќе земји ќе придонесе за подобро меѓусебно разбирање и унапредување на општеството во поглед на меѓусебното религиско разбирање. Сметам дека со повеќе вистински активности и инвестиции во образованието, слободната комуникација што е важен дел од современиот свет, ќе се создадат услови за подобро меѓусебно разбирање меѓу народите со различно културно наследство и специфични вредности, рече Амети. На денешната научна конференција на тема религијата и насилството на Државниот универзитет во Тетово присуствуваа представници на Исламската верска заедница на Македонија, Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Католичката црква во Македонија. Утринава згасна 3 печки во Југохром, кои во наредниот период ќе работи со намален капацитет за околу 20%. Од раководството на комбинатот велат дека нема да има откази за работници кои ќе бидат прераспределени во другите погони. Затворањето на печките е вообичаена пракса во зимскиот период, чија цел, како што тврдат од комбинатот, е намалување на трошоците за електрична енергија. Југохром од Јагуновце го намали производствениот процес откако утринава комбинатот одлучи да бидат згаснати 3 печки. Од раководството на Југохром вела дека сега фабриката ќе работи со намален капацитет за околу 20%, што е вообичаена пракса во секоја зимска сезона, со цел да се намалат трошоците за струја која поскапа во месеците што следат. Оттаму веруваат дека нема да има отпуштање на работници. Југохром и понатака продолжува да работи со 35 мегавати, што е сосема доволен и релативно добар капацитет на производство за овој период од годината, кој искористивме периодот сега кога цената на струјата е малку повисока од планираната, да направиме прекин
застој на мали 3 печки кои што редовно се прават во секогаш во таа година и да се направат некои мини ремонти кои што се дел од плановите на работата на Југохром. Значи не се случува ништо страшно, Југохром продолжува да си работи нормално, нема отпуштање на луѓе, нема отпуштање на работници, дури и тие кои што работат на овие 3 печки ќе бидат вклучени од делот на овие мини ремонти кои што ќе се прават на печки. Скендеровски додаде дека решени се имотно-правните спорови за локацијата, каде треба да се гради филтер станицата, што е услов комбинатот да добие интегрирана еколошка дозвола за работа. Оттаму најавија дека деновиве ќе започнат со нејзина изградба. Што туку денеска добив информација на убава вест дека е усогласени катастарскиот дел, значи делот на парцелите кои што беа спорни во нашиот АУП, архитектонско урбанистички план со катастарот на Република Македонија, така да веќе постапката е во општината Бегуновци која што добив уверување и од граначалникот и од Советот дека веднаш ќе реагираат и веќе останува само да се побара, значи да се добие официјално градежната дозвола, пошто веднаш ќе почнеме со градежните активности. Пред 10 дена министерот за животна средина Нурхан Изири изјави дека ќе наложи на владата да го затвори Југохром, кој како што рече нема започнато никакви активности околу изградбата на филтер станицата. Со едно повредено малолетно лице и причинета материјална штета завршила со обраќање на незгода. Полицијата евидентира и случај на дрвократство. Сообраќај на незгода се случила вчера вечер околу 22 часот и 30 минути на крстосницата на улиците Линденска и Благоја Тоска. Според СВР Тетово во незгодата учествувале Рено со тетовски регистарски таблици што го управувал 36 годишникот Барвеница и скутер Гарели, исто така со тетовски таблици управуван од 16 годишен тетовски малолетник. Во незгодата возачот на скутерот добил телесни повреди, со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница и е задржан за натамошна обсервација. Извршени увити се утврдуваат причините за несреќата и се друго. Првично причина е првенство, а материјалната штета се проценува на 20.000 денари. Полицијата расчистува и случај на дрвократство. Имено полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, вчера наутро на влезот од гостиварското село Речане, од левата страна пронашле околу 3 метри кубни буково огревно дрво, на кое немало жик и кои најверојатно биле нелегално пресечени. Дрвата биле наредени и подготвени за транспортирање. По нивното фотодокументирање подигнати се од местото и предадени и се на шумската полиција за натамошна постапка. Додека собственикот печелел во странство, кратци му оперирале во куќата во Велебрдо. Годинава на подрачјето на СВР Тетово забележано е намалување на бројот на кражбите за околу 40%. Кратци оперирале во куќа во Велебрдо, додека собственикот печелел во странство. Како што соопшти СВР Тетово во периодот помеѓу 28 август и 15 септември, засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 57 годишен жител на долнореканското село Велебрдо. Откако насилно ја отвориле влезната врата, целосно ја пребарале дневната соба, пошто се упатиле во спалната, каде од зидот до прозорецот го пронашле и извадиле вградениот метален сеф. Во сефот имало повеќе парчиња разновиден златен накид, како и 2 комплети бижутерија. Со одземеното, незабележани од никого, ја напуштиле куќата. Кражбата, во која вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари, ја пријавил неговиот сосед, бидејќи собственикот на куќата се наоѓал на време на работа во странство, пошто е извршен комплетен увид и се работи на расветлување на сите поединости и на откривање на сторителите. Во изминативе 9 месеци од оваа година на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се 501 тешка кражба, од кои 229 во Тетовско и 272 кражби во Гостиварско, наспроти 833 во истиот период лани, или искажано во проценти намален е вкупниот број на ваквите кражби за 40%. Најголемиот број од кражбите, односно 171, биле извршени во куќи, 38 во моторни возила, 33 во станови и на други места. Вкупната предпоставена штета во овие кражби изнесува над 18,5 милиони денари. Најголемиот број од тешките кражби биле извршени со насилно отворање на влезните врати или прозорци во приземјата на објектите или со кршење на стакла или провалување на вратите во возилата. Регистрирани се и влегувања во куќи и станови низ незаклучени врати или под отворени прозорци, особено во објекти кога домашните не биле тука или во празни куќи и станови на привремено вработени во странство.
Карактеристично е и тоа што извршителите на овие кривични дела, односно имотни деликти, повлегувањето во објектите целосно ги пребарувале сите простори, а најпривлечен плен за нив бил златниот накид, парите или техничките производи, телевизори, мобилни телефони, музички системи, апарати за домаќинство, алатки и друго. Секторот за внатрешни работи Тетово со кадровски новини. Кадровски новини во секторот за внатрешни работи Тетово. Старонов помошник началник на секторот е Небојша Радевски, а помошник началник на одделението за полиција Миле Китановски. Нов началник на одделението за заеднички работи е Даниела Унческа. За командир на полициската станица Гостивар пак времено се распоредува Наима Лиу, заменик командир е Павле Серафимовски, а новите помошници командири за јавен ред и мир и превенција се Мухамед Али Јакупи и за сообраќај Павле Трпевски. Митко Аврамовски е нов началник на надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар. Нов командир на полициското одделение Маврово е Далибор Исајловски. Општина Теарци утре по 6-ти пат ќе биде домаќин на манифестацијата Ден на гравот. Покрај дегустација на ова традиционално јадење, гостите ќе можат да вкусат и други специјалитети од нашата, но и од германската кујна. Жителите на Теарце и нивните гости утре ќе уживаат во нотите на мирисот на традиционалното македонско гравче. Општина Теарце по 6-ти пат е домаќин на манифестацијата Ден на гравот. За таа цел секој посетител ќе биде нагостен со вкусна порција грав, за чија цел ќе бидат потрошени околу 30 килограми од овој зеленчук. Покрај него ќе бидат презентирани и други производи од нашата кујна, но и од германската, со што оваа манифестација добива и меѓународен карактер. Целта на оваа манифестација е пред се да ги изближи првично населението во Теарце, меѓутоа и да го промовираме гравот како наша најпозната култура, која што е препознатлив нашиот регион Теарце и Полашкиот регион, како и целиот Шарски регион. Годинешната манифестација ќе биде помалку слична на претходната и на претходните 5. Меѓутоа годинава имаме една мала измена, воведуваме презентација на германска кујна, воведуваме презентација на јадења од Велешкиот регион, пошто имаме од таму соработка со нив. Ќе имаме представници од Косово кои што ќе презентираат производство на малини и секако останува препознатливиот дел дегустацијата на гравот, костените и албата. Веќе од ланската година манифестацијата прерасна во регионална, има меѓународен карактер. Од лани имавме представници од производителите на малини, меѓутоа годинава и се вклучија нашите волонтери во организацијата ЦЕТ, што тие што ќе презентираат германската кујна. Центар за едукација и развој со помош на, јас би сакал да кажам, со помош на жителите на општина Теарце, поддршка на општина Теарце, организациите Македонско еколошко друштво и други организации во која организацијата ЦЕТ е членка, ја организира ова манифестација и мислам дека успеавме 6 години традиционално да ја одржиме жива ова активност, што ни дава со надеж дека во иднина ова активност би продолжи и многу години, бидејќи има голема поддршка од самите луѓе и граѓани на регионот. Секоја година некоја бројка која се движи, што ние со нашите организацијски способности успеваме да ги идентификуваме, бројката е околу помеѓу 400 до 600 луѓе и мислам дека ова е бројката што и ова година ја очекуваме, со можност за зголемување, бидејќи преку мрежите со кои действуваме, ова година успеавме да поканиме луѓе од Источна Македонија, Куманово, Скопје, Прилеп, како и гости од Косово, значи преку мрежата во која организацијата е членка, значи успеавме да настано да го подигнеме на поголемо, на повисоко ниво, значи би рекол и на меѓугранично ниво, преку платформата Пријатели на Шара, каде организацијата ЦЕТ е членка, значи во таа членка има над 600 членови и други организации кои действуваат во Македонија.
Главната манифестација содржи културно-уметнички дел, изложба на цртежи изработени од учениците, надпреварување помеѓу учениците за најдобро подготвено традиционално јадење, како и дегустација на гравот и другите прехранбени производи. Манифестацијата е подпомогната од неколку соработници. Манифестацијата Денот на гравот 6-та година поред ја организира невладината организација Центар за едукација и развој. Секоја година помагателите, спонзорите се различни, годинава голема благодарност до Македонското еколошко друштво, кое ни овозможи финансиска поддршка, не поддржа да го одржиме овој настан, да не згасне, и секако и општина Тејарце тука се вклучува, секоја година се вклучува во помошта на организацијата. Значи, гостите ќе можат да дегустираат не само од гравот, туку и децата од основните училишта од општина Тејарце спремаат традиционални македонски јадења од македонска, албанска, турска кујна. Тие ученици ќе ги спремаат јадењата дома и ќе ги донесат на манифестацијата, така да манифестацијата ќе биде богата и од аспект на храна, и од аспект на културен дел. Да не забораваме да ги спомнеме тука трите играорни културно-уметнички друштва, кои што дејствуваат во регионот на општина Тејарце. Тие ќе настапат на манифестацијата, и од аспект на другите штандови исто така ќе има и продажба на грав, производи од нашиот регион и слично. Почетокот на манифестацијата Ден на гравот е закажан за утре во 11:30 часот со дефиле и дегустација на јадењата од страна на учениците. Половина час подоцна ќе продолжи со официјално отворање во просториите на основното училиште во Тејарце, пошто ќе следи презентација на културниот дел и настап на културно-уметнички друштва и изложба на цртежи изработени од учениците. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева бара избраните 7 обвинители да не дадат свечена изјава пред Советот на јавни обвинители, бидејќи со тоа би се потврдила одлуката на Советот, која што според неја е спротивна со Законот за јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Таа бара Советот да закаже седница и да го избере цел нејзин тим, односно предложените 14 обвинители. Советот на јавни обвинители пак за во понеделник во 11 часот закажа седница на која новоизбраните обвинители треба да дадат свечена изјава пред стапувањето на должност. Преговорите меѓу 4 партии за отворените прашања нема да продолжат се додека не се испочитува и спроведе Законот за специјално јавно обвинителство, односно не се изберат предложените обвинители, се вели во соопштението на СДСМ. Во него се наведува дека Советот на јавни обвинители има обврска да го почитува законот и да му овозможи на специјалниот јавен обвинител да го комплетира тимот на соработници согласно законските овластувања. Бара метна средба на 4 партии и представниците на меѓународната заедница за кршењето на Законот за специјално јавно обвинителство и утврдување на рокови за исполнување на законските обврски. Укажуваме дека во интерес на иднината и перспективата на Република Македонија е да и се овозможи на специјалната јавна обвинителка да работи самостојно и независно согласно законските овластувања, стои во соопштението на СДСМ. Европратеникот Иво Вајгл изјави дека одложувањето на реализацијата на договорот од Пржино предизвикува големи проблеми за Македонија. Тој рече дека доколку договорот не биде имплементиран, Македонија ќе биде земја во криза, иако се надеваме дека кризата ќе биде надмината со овој договор. Тој денес имаше средба со лидерот на СДСМ Зоран Заев во седиштето на СДСМ, а вчера се сретнал со премиерот Никола Груевски, со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, како и со министерот за надворешни работи Никола Поповски. Пред да замине Вајгл ќе има средба и со вице-премиерот Фатмир Бесими. Комесарот за преговори за проширување на Европската Унија Јоханес Хан во понеделник ќе допатува во Скопје за да ги одблокира преговорите за имплементирање на политичкиот договор од Пржино.
Авганистански мигрант вчера бил убиен во тепачка меѓу бугарски гранични службеници и група мигранти за кои се верува дека биле авганистанци. Тепачката и пукањето следеле откако граничните службеници се обиделе да приведат група од 40 мигранти кои легално ја минале границата со Турција. Некои од мигрантите биле вооружени. Бугарскиот премиер Бојко Борисов веднаш заминал од Брисел, каде што учествувал на самитот на Европската унија посветен на мигрантската криза. Лидерите на Европската унија синоќа во Брисел ја прифатија спогодбата со Турција за помош од 3 милиарди долари на Анкара со цел запирање на неконтролираниот прилив на мигранти во Европа. Исто така е постигнат договор во идните недели да се постави гранична стража на надворешните граници на Унијата. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјавија дека членките наскоро ќе ги исплатат ветените 2 милиарди евра за помош на Турција, Јордан и Либан за згрижување на бегалците од Сирија. Малезиските и американските власти соопштија дека во Куала Лумпур уапсиле граѓанин на Косово поради давање хакирани информации на терористичката група Исламска држава за американски персонал. Малезиската полиција прецизира дека станува збор за студентиот и истрагата покажала дека тој имал контакт со еден од лидерите на Исламската држава во Сирија. Се додава и тоа дека тој влегол во Малезија во август минатата година за да студира компјутерска наука. Сега тој ќе биде екстрадиран во Соединетите држави. Во одвоена изјава Стейт Департментот наведува дека станува збор за Ардит Феризи. Израелските власти велат дека палестинци отвориле оган кон еврејски храм на западниот брег во услови кога веќе 2 недели траат насилни немири меѓу израелците и палестинците. Војни представници велат дека околу 100 луѓе денеска упаднале во гробот на библискиот патријарх Јосиф во градот Наблус на западниот брег и отвориле оган пред палестинските безбедносни сили да ја расчистат областа. Нема информации за евентуални жртви. Десеттици верници беа убиени кога бомбаши самоубици нападнаа џамија во североисточниот нигериски град Мајдугури. Сите посетители на џамијата загинаа, ниту еден не успеа да избега, рече трговец кој бил во близина на местото на несреќата. Друг сведок изјави дека се преброени најмалку 42 тела по експлозиите. Денес имавме променливо облачно време наместа со повремен локален дожд. Утринската температура се движеше од 7 до 15, а дневната од 17 до 20 степени. Утре не очекува променливо облачно време, наместа се услови за слаб локален дожд. Утринската температура ќе се движи од 7 до 15, а дневната од 15 до 19 степени. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте убав викенд.